Фотографијата во својата дефиниција често веројатно има тоа дека представува објективната реалност. За мене е тоа крајно обратно или спротивно и на студентите своји се обидувам тоа да им го пренесам дека или барем тој аспект на фотографијата мене ме интересира, за мене е субјективно и е авторско она што го ценам во фотографијата. А на крајот на денот, и ако земеме екзактно, фотографијата фаќа само еден дел од таа реалност и еден дел од спектарот, практично, ако фотографијата е цртање со светлина. Се повикам на Рамбо Амадеус, уметник е некој кој што барем треба да е мртов 200 или повеќе години, така што за мене е ова занает или страх. Значи, јас го правам она што го сакам и тоа мене ми е доволно. Сметам дека е бескрајно субјективно и тоа не само од мој аспект, туку колодиумот, кој што е процес кој што го работам, нели сега го видовте, измислен во 1851 година, значи во 19 век, е див сам по себе и многу е тежок да го скротиш и најчесто добиваш непредвидливи резултати или многу често добиваш непредвидливи резултати, така што мојата субјективност и како се вика хировитиот карактер на колодиумот е тој кој што ја прави на крајот фотографијата според мене и тоа е она што ме влече зашто го правам. Зрно фестивалот е фестивал на она што ние самите си го дефиниравме како алтернативна фотографија, аналогна пред се, значи каде што нештата се прават рачно, тактилно, различно од денешните норми да речеме, нели? Нудиме изложби на алтернативна фотографија, веќе и класичната црно-бела фотографија влегува во алтернативна зашто многу малку луѓе работат, нели? И нудиме работилници каде што можат луѓето да научат